Благодарам што ме удостоивте и што ќе одвоите од вашето време, за да можам ја да ги поставам пратеничките прашања. Господине председавач, господине премиер, јас ќе се навратам на планот за живот, во кој што имате ветување во вашата програма, односно на клучните точки кои што ги наведувате дека ќе ги исполните во првите 6 месеци, во следните 24 месеци. Таму има опфатено многу теми, каде што ветувате дека ќе отворите нови работни места за младите да останат во Македонија, но ниту еднаш во овие 3 години, нити вие, нити било кој од вашата коалиција, со која што владеете во моментов, не кажавте колку млади луѓе, односно колку луѓе се исели од нашата држава. Со жалење можам да констатирам дека ни една невладина организација не излезе да има перформанс, како што има во на време кога владееше ВМРО ДПМН, знаете она со чевлите пред владата, символично да покаже колку млади луѓе се имаат иселено од тука. Во планот за живот ветувате на 4-та страна. Ветувате просечна плата од 30.000 денари, податок кој што многу често го спомнувавте, дури кажавте дека железни опинци ќе облечете, а таа плата ќе се постигне. Се уште не е на повидок остварување на тоа ветување. Ветувавте гарантирана шанса за млади, каде што кажувавте дека учениците по завршувањето на средното образование, односно студентите по завршувањето на студиите, веднаш ќе бидат ангажирани на работа, се со цел да останат да живеат во нашата држава, Република Македонија. Ветивте и не исполнивте ослободување од плаќање на јавни услуги на семејствата со најнизок доход. Воедно, нема ништо од изградбата на студентските кампуси во Битола, Штип и Тетово, но за сметка на тоа целата јавност имаше прилика да види во каква состојба се актуелните студентски домови и во какви услови живеат нашите идни академски граѓани. Од аспект на земјоделието, ние сме само сведоци за незадоволството, растечкото незадоволство кај земјоделците и протестите кои што ги имаме малтене секојдневно во подрачјата каде што живее претежно население кое што се бави со одгледување на земјоделски култури. Но да го опфатам и здравството. Таму мислам дека воопшто нема со што да се пофалите. Имате поништен тендер за изградба на нов клинички центар, за сметка на тоа најавувате изградба на клинички центар кој што би чинел фантастични 500 милиони евра. Имаше увоз и пуштено промет вакцини кои што беа со поминат рок. Се отвори некаква истрага, таа истрага се уште нема епилог. Сите сме сведоци за поништен тендер за централизирани набавки на реагенси за сите лаборатории во вредност од 35 милиони евра. Исто така сме сведоци за поништен тендер за централна стерилизација на ниво на клиниките, но за сметка на тоа имаме зголемување на цената на паркингот во кругот на клиничкиот центар, за да се намалува загадувањето. Имаме ветување за квалитетен закон за здравствена заштита, но можам да констатирам дека се уште не е на повидок. Откако имаше протести, најава за протест на лекарите, министерот прв се приклучи, излезе, протестираше заедно со лекарите и медицинскиот персонал, се со цел да се подигне јавната свест за физичката тортура, физичката и психичка тортура која што ја трпат здравствените работници. Но морам да напоменам дека имаше многу случаи на физички напади на медицински лица и медицински персонал, кои што од петни жили се потрудите да ги зацкриете, затоа што во тоа време јавноста беше силно сензибилизирана на оваа тема. Во планот за живот имате ветено дека во првите 6 месеци за 15% ќе се покачи платата на сите здравствени работници. На Комисија за здравство, тука во Собранието, конкретно 2017 година, го прашав вашиот заменик министер дали ќе се зголеми платата на сите здравствени работници. Тој ми кажа дека тоа ќе се случи веќе од 2018 година. За овие 2,5 години ваше владење вкупно е 15%, а во планот за живот ветувате дека тоа ќе се случи во првите 6 месеци. Што ветувате исто така во планот на живот? Дека секоја година сукцесивно ќе се зголемува основната плата на докторите специјалисти во терцијалното здравство, за до 2020 година да изнесува повеќе од 100.000 денари, односно 1.600 евра. Во моментов сме сведоци дека основната плата на специјалисти 38.500, 42.000 денари е на субспецијалист. Значи, многу далеко од ветената плата од 100.000 денари. Еве,
Сега ќе се крои нов буџет, имате шанса да го исправите и да го поправите ова ветување и да го испорачате тоа што го ветивте кон сите здравствени работници, посебно кон лекарите специјалисти. Воедно, во планот за живот, во првите 6 месеци ветувате една клучна реформа од аспект на скопските клиники и од аспект на менаџирањето со клиниките. Ветувате укинување на економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники, кои што според вас биле само финансиски товар. Ова не е сторено и до ден денес. Зошто? Мислам дека и должите објаснување на јавноста. Од аспект за многу програми кои што ветивте, ветувавте бесплатни генерики од секој лек, бесплатен еден лек за контрацепција, ветивте започнување на изградба на клинички центар во Битола, отварање на детска општа болница во Скопје со ургентен центар. Значи, ова е ветено во планот за живот во првите 24 месеци, ништо од ова не е испорачано. Од аспект за капитациониот бод, ветувате зголемување на капитациониот бод кај матичните лекари, општи лекари, стоматолози, гинеколози, кај стоматолозите на 70 денари, кај гинеколозите на 70 и кај матичните на 90 денари. Зголемувањето е само 15% и тоа го објавивте вчера. Сето ова што го зборувам е нешто што е кажано и што е ветено кон здравствените работници и кон граѓаните на Република Македонија. Но да се осврнам и на проблемите кои што имаат жителите во Полошкиот регионот, кој што ја доаѓам, од општина Јагуновце. Во вашиот план за живот имате ветено уредување на речното корито, изградба на канализациони мрежи во скоро сите села, ништо од тоа не е започнато. Клучно е тука што се случува со Југокром. Во повеќе наврати ветивте дека Југокром ќе биде рестартиран и тоа не е случајно. Воедно, во општина Теарци имате ветено изградба на канализациона и водоводна мрежа скоро во сите села. Сакам да ви кажам дека и тоа не е на повидок и дека летово бевме сведоци на зараза како последица од пиење на загадена вода на жителите во населено место Теарци. Во општина Брвеница има само ветување за изградба на градинката. Ќе поставам 3 прашања, ќе го скратам моето излагање во интерес на времето и да ќе сите брзат. Конкретно кон вас, господине премиер, дали и кога конечно ќе проработи Југокром? Тоа е првото прашање. Второто прашање кон вас, бидејќи бевте лично инволвиран, бидејќи тежнееме за едно општество, за сите, заедничко општество, затоа и јас, како граѓанин од Тетово, тежнеам учениците, македонци и албанци од Тетовската гимназија да учат заедно. Кога ќе се доградат училници во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово? Тоа е второто прашање, упатено кон вас, бидејќи лично бевте инволвиран. И едно прашање за министерот за здравство. Кога ќе започнете со исполнување на ветувањето, а тоа е вакцинација на целните групи, односно пензионерите и здравствените работници од сезонски грип, и кога ќе се зголеми платата на 100.000 денари на лекарите специјалисти? Благодарам. Благодарам. Одговор на првото прашање ќе даде претседателот на владата.